Министре Муцунски, какво е расположението во Брисел за владината иницијатива План, што ја туркате, тоа е за уставни измени со одложено дејство? Новата еврокомесарка за проширување КОС прати една јасна порака, а на иста линија беа и европратениците од Бугарија кои се членови на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Ние никогаш, кога ја представувавме таа позиција и пред домашната македонска јавност, но и пред меѓународната јавност, не ветивме дека преку ноќ ќе се изнајде брзо решение, но велим имаме принципелна позиција и тоа го аргументираме на еден сосема логичен начин и пред представниците на меѓународната заедница. Тука мислам како на земјите членки, така и представниците на европските институции, дека со овој наш пристап го штитиме нашиот национален интерес, а тоа е повторно да не бидеме во иста ситуација како што сме биле во минатото, со едно ново неочекувано вето, а понатаму го штитиме и среднорочниот и долгорочниот кредибилитет на Европската Унија. Многу од соговорниците сметаат дека аргументацијата, односно пристапот е логичен, коректен, па дури и соодветен, но факт е дека е пристап кој што бара исто така и прифаќање од Бугарија како наш сосед. И во таа смисла ќе продолжиме проактивно да работиме, да бидеме креативни, но да бидеме креативни во рамките на позициите со кои што сме сигурни дека повторно државата нема да донесеме во истиот курсак во кој што се носиме повеќе од 20 години. Зошто на настапот пред Комитетот за надворешни работи конкретно не го спомнавте? Значи, зборуваме за таа иницијатива уставни измени со одложено дејство, туку повеќе зборувавте за едни општи формулации за разговори за диалог со Бугарија. Решението на овој предизвик не е во Европскиот парламент. На нас не е тоа апсолутно јасно и тоа истото ќе ви го кажат и сите членови на Европскиот парламент. Решението е во Советот, во Европската комисија и кај земјите членки. Но нашиот став е апсолутно јасен, апсолутно недвосмислен, презентирани на билатералните средби со сите европарламентарци кои што работат на нашето досие, тука мислам на известувачот и известувачите во сенка, и од таа гледна точка тоа што кажав сосема јасно е дека да, сме подготвени на компромис со Бугарија како наш сосед, но компромис кој што ќе обезбеди известност. И затоа сметаме дека токму овој план кој што, да не навлегувам во деталите, веќе повеќе пати е презентиран во јавноста, е план кој што носи известност и за нас, и за европските институции, и за земјите членки. Споменавте земји членки и расположеност кај нив. Можете ли да именувате конкретни земји членки кои што ја прифаќаат оваа идеја иницијатива и колку се тие подготвени, има ли кај нив подготвеност да разговараат со Бугарија за омекнување на позиција? Сакам да верувам дека Европа, фундаментот на Европската Унија, на вредносниот систем е базиран на култура на компромиси. И од таа гледна точка би рекол дека кај огромно мнозинство на земјите членки исто така постои атмосфера за изнаоѓање на компромис. Би било несоодветно во моментот да говорам во име на други земји и затоа за жал не можам да ви набрам кои се тие земји членки од кои што добиваме позитивен однос кон ваквиот пристап, но факт е дека постојат такви. Дали тие разговараат со Бугарија? Дали тие се обидуваат да ја представат или да ја дополнат нашата позиција, ако не ќе да ги именуваат? Сигурен сум дека има отворен ангажман од страна на повеќе земји членки, насочен и од лидерите на повеќе земји членки, насочен кон изнаоѓање на принципиелно решение на овој спор кој што е очигледно базиран на билатерален предизвик помеѓу двете држави. До кога планирате да туркате оваа иницијатива, оваа идеја? Си имате ли зададено некој рок до кога очекувате дека ќе даде некакви резултати? Мислам дека би било грешка да си поставиме такви рокови, затоа што од брзо плети односи базирани на апстрактни рокови сме тука каде што сме. Од ветувања без сигурност и без некоја форма на правни и политички гаранции, на секои 2 до 3 години ние се соочуваме со нова блокада и ново вето. Така да нелогично е да работиме со рокови, логично е да работиме со принципи и со јасен став, базиран на аргументи, како и што го правиме тоа во моментот. Што ако не успее да се постигне компромис, решение, премиерот веќе зборуваше за некои
црвени линии кои што се поставени. Која е идејата ако нема решение, ако не најде на расположение оваа иницијатива? Лично сум убеден дека ќе има решение, затоа што луксузот на вакуум политичко безбедносен во нашиот регион е луксуз кој што самата Европска унија го нема од геостратешки аспект. Што во меѓувреме? Земја сме која што е целосно согласена со заедничката надворешна и безбедносна политика. Земја која што усвои во зборовите на претседателката на комисијата фон дер Лајн одлична реформска агенда и земја која што ќе ги води внатрешните реформи по сите области по насоки на реформската агенда изработена заедно со Европската комисија со надзор на земите членки. Така да остануваме ние стратешки таму каде што припаѓаме како држава во рамките на европската надворешна и безбедносна политика, а ќе ставиме огромен фокус на домашните реформи, исто така низ призма на принципите кои што Европската унија ги препорачува и во соработка со Европската унија, незините институции и експертите кои што доаѓаат од незините земји членки. Свесни сте дека и домашните реформи потешко се водат, се терат кога тоа не е под такво да кажеме будно око на Европската унија, ако сте веќе влезени во отворени преговарачки кластери поглед. Се согласувам дека реформската агенда не може да ги замени преговорите, но не значи дека нема будно око. Ние сме сепак земја кандидат, земја која што има поминато некој степен на скрининг и самата реформска агенда во себе инкорпорира механизми за надзор, влијание и инпут на европските институции во начинот на кој што се водиме во реформската агенда. Не велам дека е тоа идеално решение, но велам дека е принципиелно решение и решение кое што ќе ни дава и се посилни аргументи како што ќе поминува времето. Бидејќи се потешко ќе станува доколку навистина се насочиме кон европските реформи, не апстрактно како најголем дел од нашите претходници, туку проактивно, со искреност, со конкретни мерки, ќе бидат тешки аргументите и на било која земја членка на подолг рок да не блокира, кога имате земја целосно согласена со ЗНБП и земја која што на дело спроведува реформи. Товарот на тоа секако припаѓа на владата. И товарот во најголема мера припаѓа на колегите, моите колеги министри, на носителите на јавни функции, но исто така на деловната заедница, товарот и на невладиниот сектор, па товарот за европската реформа и на вас, како представници на медиумите. Сите треба заеднички да се движиме низ тој процес, да реформираме државата и доколку тоа успешно го направиме, за мене нема никаква дилема дека ќе бидеме една од земјите кои што најбрзо ќе пристапи кон полноправно членство од регионот, во моментот кога Европа ќе одлучи конечно да се отвори кон нови земји членки. Благодарам. Благодарам.